Некогаш Македонија беше една од ретките земји во Европа каде успеваше памукот, но пред околу 4 децении престана садењето на оваа индустријска култура. Денес во Штипскиот регион повторно се бере памук. Памукот повторно се бере во Штипскиот регион. По 40 години оваа култура е засадена на 15 хектари. Собственикот на полето со памук Александар Патраклиски вели дека го засадил за собствени потреби, со што во градот на текстилната индустрија се враќа неговото базно производство. Од причина што памукот е како главна суровина во нашата фабрика, ние се решивме да почнеме со негово одгледување. Значи да имаме вертикално производство од семе до крајен производ, значи трикотажен производ мајца или полумајца. Цената на памукот последниве години драстично се зголеми, а исто така има голем недостаток на светско ниво. Патраклиски има потреба од 250 до 300 тони памук, а со производството на нива трошоците му се намалуваат за половина. Досега оваа суровина се увезуваше од Индија. Географската положба на земјава се идеални за одгледување памук, а и цената на светските берзи е висока. Памукот е берзански продукт, значи неговата цена моментално е отприлика од евро до евро и 60, во зависност од квалитетот, потеклото и неговите карактеристики. И покрај тоа што оваа година е сушна, сепак се очекува принос од околу 2 тони по хектар. Памукот се сади во мај, а се бере по 1 октомври, на неколку пати во зависност од неговото зрење. Берењето на памукот се одвива рачно, а за наредната година Патраклиски најавува дека ќе засади 50 хектари, со што полето во Штипскиот регион повторно ќе забелее од оваа стара култура.